Добро вечер, добре дојдовте. Здраво, живо, добре дојдов. Добро дојдените се разликуваат од добро наедените. Овие вторите имаат проблем со желбата да се стекнат со авторитет, па наместо со ангажман се обидуваат да го наметнат со некои други модалитети. Сепак очигледно е дека желбата била толку голема, што морала да биде исполнета. Ако некоја заслужува за да биде директор во таа болница, значи сум јас. Многумина заслужуваат да бидат тоа што се или тоа што сакаат да бидат. Некои веќе биле, иако токму за нив надолго и на широко се говорело на каков начин стасале дотаму. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Георгиева ќе биде избрана за нов член на судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. Маката да се објасни зошто се постапува на ист начин е нејасна. Ако некогаш отворено се зборувало дека таквиот приот е лош и е сведоштво за желбата за контрола, тогаш на ист начин би требало да звучи и аргументацијата за изборот на Данка Ристова у истиот тој судски совет. Да, таа е сопруга на градоначалникот Ацо Ристов, еден исклучително успешен градоначалник во општина Радовиш, но ги отфрлам констатациите во првиот дел од вашето прашање дека продолжуваме со партизација. Најостро се спротивставувам со тоа и таков член со тоа име и презиме во базата на ВМРО ДПМН не постои. Може би затоа компромитацијата е секогаш коректна кога се работи за туѓиот табор, а не е како што треба, кога е поврзана со лица од истите редови. Објаснувањето за состојбата на која сведочиме веќе 32 години е прилично рационално. Сите се за борба против корупција, ама никој не е за да се избори. Она како што беше ја волим позориште у мојој куќи, ама ја волим позориште, али не у мојој куќи, како беше, не? Тоа е тоа. А куќата во која сакаме и се обидуваме да влеземе, меѓу другото и поради овие причини, за сега е затворена. Но тоа не значи дека на масата не се правеле некакви муавети, особено околу тоа кој колку сторил за да отвори вратата. Имаме сведоци, значи, од нашите партнери од Европска унија кај што директно седнуваат со нас на маса и не кажуваат дека очигледно некој друг од европските земји повеќе се борел во минатото за нас отколку ние самите. Кои се тие партнери кои тоа ви го велат? Тука се, значи, Австрија, Франција, сега да не ги менувам. Кој тоа го има кажано? Макрон го има кажано тоа? Јас ви кажувам она кое што е пренесувано сега, бидејќи не сум седела на иста маса со тие луѓе. И на крајот, кога наместо озборување станува јасно дека пред да се седне да се муабети, треба убаво да се загрее столчето. Но вие да преговарате 12 години, тоа значи како кај еден професор да не успеете да положите и по 12-тиот пат. Тогаш може да се каже дека и студентот не е добар, но може да се каже и дека професорот не добра ми е ова, добра ми е. Ако е така, тогаш изгледа дека воопшто не ни треба да се запишуваме на тој факултет. Добро вечер, добре дојдовте. Здраво, живо, добре дојдов. Чао и пријатно.